Тешко се наоѓа паркинг место во Скопје, особено во центар, каде и самите центарци неретко вртат кругови околу своите згради за да најдат место каде ќе го остават возилото. Одамна е констатирано дека на општината и се потребни нови паркинг места, но тоа тешко се реализира. Затоа пак вчера Центарското јавно предпријатие за паркиралишта се пофали дека успешно реализирало поставување на нови информативни табли. Оттаму велат дека таблите биле со современ дизајн и вграден QR код, кој овозможува едноставно и брзо плаќање на паркинг услугата со платежна картичка. Колку современиот дизајн на таблите поставени на преполните паркинзи ќе помогне да се најде паркинг место во центар. Да, добро е дека се прави и модернизација и иновативни дигитални решенија, но други се приоритетите во центар, а тоа е правење на нови паркинг места, како и средување и чистење на постојните. Треба да се запне на ова поле исто така ревносно како што работи пајак службата на Центарското предпријатие, која жнее неправилно паркирани возила. Кина утре ќе испрати во Вселената 4 лабораториски глувци, 2 мажјаци и 2 женки, за да види како глодарите ќе се однесуваат во орбитата. И град Скопје експериментира со глувци, им направи услови и сега гледа како тие се однесуваат на улиците. Ако уште тераме на иронија, тогаш треба да се каже дека скопскиот експеримент е подобар. Оти глувците не се ставени под ризик како оние кинеските кои одат во неизвестност. Но настрана иронијата, оти состојбата е сериозна. Скопјани прашуваат, докаде е работата со решавање на проблемот настанат со појавата на многу глувци и стаорци поради големата криза со расфрлено и несобрано ѓубре низ главниот град. Дете беше и каснато од глушец во близина на училиште. Ова е крајно опасно и бара итна и соодветна реакција на надлежните служби. Се решили проблемот? Ако се решил, не е лошо решението да го испратиме до тројцата кинески космонаути кои ќе полетаат во Вселената заедно со глувците. Уште имаме време за тоа. Кинеската ракета полетува утре. Комунална хигиена Скопје доби ВД директор откако претходниот директор, додека беше приведен во полиција, си даде оставка. Сега градот Скопје го определи Александар Јовановски за вршител на должност директор на предпријатието кое е во голема криза и поради кое Скопје беше повеќе од месец дена затрупано со ѓубре. Новоназначениот директор бил претходно инспектор во секторот за инспекторат на град Скопје, а работел и во приватниот сектор. Инаку, управниот одбор на комунална хигиена утрово побара од градоначалничката Данела Арсовска итно да назначи ВД директор на предпријатието за тоа да може полесно да функционира. Од денеска почнуваат новите мандати на избраните градоначалници во Газибаба, Бобан Стевковски, во Илинден Александар Георгиевски и во Петровец Борче Митевски, откако вчера Државната изборна комисија им ги додели уверенијата за избор. Тројцата градоначалници од ВМРО ДПМН, кои беа избрани во првиот круг од локалните избори на своите профили на социјалните мрежи, уште еднаш се заблагодарија до гласачите и напишаа дека се што ветиле во кампањата, уште денес ќе почнат да го реализираат. Вчера и избраните советници во град Скопје ги добија своите уверенија. Даме Димитровски, кој на локалните избори ја предводеше советничката листа на ВМРО ДПМН, објави: "Ова не е само формален почеток, туку почеток на нов начин на работа. Советот ќе функционира јавно, транспарентно и отчетно, со единствена цел, во служба на граѓаните на Скопје. Ќе поставиме темелни политики кои ќе донесат ред, функционалност и квалитетен живот во градот." На првата пленарна седница во собранието што ќе се одржи в понеделник, се очекува да биде констатирано дека тројца членови на овој парламентарен состав се избрани за градоначалници, со што завршува нивниот пратенички мандат. Досегашните пратеници Елизабета Стаменковска-Трајковска беше избрана во Киселавода, Јане Мицевски во Сопиште, а Дејан Продановски стана градоначалник на Прилеп. На нивните места во парламентот ќе дојдат следните два пратеника од листата на партијата во првата изборна единица, а еден од четворката на местото на Продановски. Се доближува денот за гласање. Кандидатите за градоначалници се растрчани и прават последни обиди да се допаднат на гласачите, давајќи разни ветувања. Од друга страна, и државните служби се активни, па така утрово започна дистрибуцијата на избирачки ливчиња за гласањето на вториот круг на локалните избори. Ќе се бираат градоначалници во 32 општини и во градот Скопје. Во градот Скопје право на глас имаат 474.394 гласачи, кои треба да се изјаснат
изјаснат помеѓу Орце Ѓорѓиевски од ВМРО ДПМН и Амар Мециновиќ од Левица, кој да го води главниот град во наредните 4 години. Втор круг од локалните избори ќе има и во скопските општини Карпош, Центар, Аеродром и во Шуто Ризари. В недела ќе има и прегласување и за членови на совет на 3 избирачки места во општината Шуто Ризари. Синоќа околу 20 часот на улица Воденска во Скопје, полициски службеници од единицата за интервентна полиција при СВР Скопје лишија од слобода 32 годишен скопјанец, кој бил баран со потерница по наредба од Основен кривичен суд поради бегство од затвор. Тој бил осуден на казна затвор од 9 години и 1 месец за сторени кривични дела, а за доиздржување на казната му останали уште 6 години и 14 дена. Уапсениот бил однесен во затвор. Малопродажната цена на дизел горивото од денеска ќе се точи по повисока цена за 2 денари по литар. Цената на другите горива останува иста. Вака одлучи регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена на Евродизел БС ќе биде 70 денари за литар, а Евросупер БС 95 и понатаму ќе се продава за 73,5. Евросупер БС 98 за 75,5 денари. Цената на екстра лесното масло за горење останува 67,5 денари за литар.